Само 4,5% од населението во руралните средини се информира за работењето на општините преку нивните веб страни. Дури 48% се уште дел од работите ги завршуваат преку шалтер. Ова се дел од резултатите од 9-месечното истражување во општините Кривогаштани, Старо Нагоричани и Врапчиште, кое што го спроведе Рурална коалиција врз над 300 земјоделци. Тоа укажува на нискиот степен на дигитална писменост на оваа категорија граѓани. Иако пандемијата го поттикна користењето на услугите во скоро сите области, тоа не е случај и со македонското земјоделство. Дури и режиските трошоци како струја, вода и така натаму не се плаќаат онлайн. Она што кај населението руралните средини се уште преовладува е ниската доверба во електронското издавање на документи, всушност и ниската доверба во самиот систем на државата. Од друга страна, исто така се истакна дека се уште нема доволна навика или доволно познавање на услугите кои што ги нудат општините, не особено по електронски пат. Од друга страна, тука е и нискиот степен на развој на локалните услуги во руралните средини, недоволната развиена ИКТ структура во општините, недостигот на човечки ресурси, како и опрема. Користиме начин, да речем примитивен начин на комуникација, првин се слушаме лично со луѓето, му го средуваме документот, му го вадиме, му испраќаме уплатница која да ја уплатат, ни враќаат фотографија од уплатена уплатница и преку емаил му го доставуваме документот. Доколку имаат желба, може и по пошта да го испратиме сето тоа, меѓутоа не е се уште воспоставена таква пракса да е некој процес кој што е длабоко навлезен во имплементација, меѓутоа доколку луѓето не се навистина во можност, стоиме на располагање се со цел да без проблем добијат било каква услуга од општината. Со дигитализација на општините би се намалила и корупцијата и барањето на врски да се заврши некоја работа. А особено беше, да речам, загрижувачки фактот што над 40% истакна дека за да завршат одредена услуга во општините сепак имаат своји познаници, роднини и слично и дека тоа е наједноставниот начин како може да ја завршат услугата за која што дошле. Но истакна дека дигитализацијата пак всушност ќе биде еден од основните начини како да се обезбеди еднаков пристап на сите граѓани до услугите кои што ги нудат локалните институции, вклучувајќи ги тука и општините, затоа што на таков начин всушност услугите, бидејќи нели се подеднаква електронска апликација подеднакво достапна за сите и не се прави разлика кој од каде доаѓа или кој со кого се познава и на таков начин се смета дека тоа е еден од начините како да се обезбеди една брза, ефикасна и ефективна реформа на локалната јавна администрација. Брзата дигитализација е неопходна во иднина доколку сакаме развиен земјоделски сектор во нашата држава.